или Ленче Кумановче е битово социјална драма во 5 чина од македонскиот драмски писател Васил Илјовски, напишана во 1928 година. Темата е забранетата љубов меѓу двајцата млади, Ленче и Бошко, од социјални причини, а идејата дека покрај сите пречки силната љубов ќе го најде својот пат до остварување. Дејството се случува во првата деценија на 20 век во Куманово и ги представува патриархалните и конзервативните односи во семејствата во тој период. Сцена прва. Дејството се одвива на куќата на Аџи Крајко навечер. Донка и Досе тајно разговараат, а Донка го лаже Досе дека Ленче го сака за да добие дарот, што ја скриува вистината. Донке! Што е, Досе? Не си ти на шетање со органите? Бре, со тие за лангури јас да шетам. Не сте тие другари за мен. Мене ич не ми личи јас со нив да шетам. Ја сум си чорбаџиски син. Татко ми секој пат ми вели: Досе, синко, немој со оние пуријаци да одиш. Тие се ситни расипани. Од нив човеци не бидува. Па немој со нив да се ујдисаш. Зошто човек со какви ќе појде, таков ќе биде. Така ме учи татко. Така, Досе, арно те учи, слушај си го татко ти. Донке, зошто е те Ленче не ја испивозата? Па и беше срам, Досе, затоа ме замоли мене. Се лутеш ти зошто Досе јас ја испивозата? Не, току се лутам зашто таа не ја испи. А и се лутам зашто се игра до оној Бошко, а до мене иче не се паѓа. Не смее, Досе. Зошто? Он него ли се плаши? А не, туку се плаши да се разбере дека тебе те сака. Мене? Од тебе. А до Бошка се фаќа само онака, како да замачка очи на светот, да замедне трага. Разбираш ли? Разбирам, Донке, разбирам. Ша ќе воде тоа Ленче? Ка велиш ме сака, а? Па 100 пати веќе сум ти кажала. 1000 пати да кажеш, Донке, пак ќе ми биде мило. Кога ќе ми речеш те сака, тебе те сака, ми се чини че се стопам како восок на сонце, ама ето милина. Ама и да ми го рече тоа да сама. Би ти го рекла таа, Досе, туку, ете, се срамува. Вистина, ете и мене ми е срам, јас не се да и рече. А ти зборува ли таа за мене? Зборува ли? Со мене за ништо друго не зборува, туку само за тебе. За мене? Живи младост? Живи младост. Се за тебе зборува. И дење, и ноќе, и кога спие, и кога не спие. И кога спие? Се тебе те сонува. Ме сонува? Вистина ли е, Донке? Живи младост? Живи младост? Колку пати така ќе ме разбуди, како спиеме заедно. Донке? Што? Со неа спиеш? Со неа, та што? Ништо? Ете она. Да се. Ајде, ништо кажува и? Че си легнеме заедно, мене ми се спие, таа ми зборува за тебе. Зборува така до едно време, додека не ја наваса сонот и токму што сум сладко заспала, че ме разбуди. Слушам, Досе. Досе, вистина, Донке? Тоа вика во сонот. Да можам да ја чујам. Да сум на твоје место, Донке. Да е така, не би те сонувала толку. Туку чека да ти кажувам уште. Че ја погледнам, што да видам, ја зграбчила перницата. Па ја гушка, бацува. Ја бацува перницата? Мисли ти си перницата, па те бацува. Ме бацува? Вистина, Донке? Ама на сон. Сега јас да ти кажам, ете, и јас не се бацувам. И да знаеш само колку пати. Ама на сон. Па на сон, де. Анака на јаве. Че биде, Досе, и на јаве. Само еднаш да ја бацам, па веднаш да умрам. Море, ако ја бациш еднаш, ќе сакаш 100 години да живееш. Туку многу се зборувавме, ако ме побара очијата. Ова на Ленче, за здрава живот. Пак нешто за јадење? Малце шеќерчиња, левљави и сува грозија. Засити, Донке, засити. Имаш цела ноќ да зуваш. Шта рече, Донке? Велам колку ќе се израдува Ленче. Многу ли се радува? Многу. Никога била малечка, кога татко и носил џебраци од црква, не се радувала толку. Да видиш само со каков иштав ги јаде. Толку ли ги сака? Нешто ги сака, туку дека се од тебе.
неговата уста, леблебиите неговите образи, субодогрозие неговите очи. И додека ја не се тиси во устата, само вели сладок досе, сладок досе, сладок досе. Сладок досе, сладок досе, сладок досе. Леле, пак се зборува, лелячијата. Ти речеш на Ленче? Што ќе речем? Ајде, здраважи, ама и многу ти се поставиш. Многу, два товара. И да ја... Што? Па да бациш еднаш. И што било? Ќе ја бацам 100 пати ако сакаш. Ама, ајде, како не? Арно досе, откъде? Ајде, сладко да спиеш, Ленче да го сопнеш. Така е, Донке, кога ќе можам сам? Па и тоа ќе биде. Па чим толку ме сака, веднаш ќе го правам татко ми да сврши. Се бало, че играм, пан, тара, чекај ти, Бошко, чекај. Сцена втора. Сцената се одвива во куќата на Аџи Трајко, во гостинската соба. Разговараат во здравствите за шувачката на Ленче Досе за доволниот парот. На Ленче се крши срцето кога ја дознава вест. Дошол чорбаџи Стојко. Каде си ти, Мирсо? Проштевај чорбаџи Стојко. Ме врати Снежкевка за еден збор. Па уште еден. Зборовници сега од срешни ден, 10 ќе се нафаќаат. А вие, бил ги свршивте работа и без мене? Не, јас ти ме да чекам. Па ако е до мене, веднаш ќе ја свршиме работата. Многу зборување не треба. Ти, чорбаџи Стојко, имаш син за женење. Така. А ти, брате, ќерка за мажење. Така. Колку за девојката, ич не треба да се зборува. Мана си нема, па со 100 очи да ја гледаш. А и на момчето не му треба многу зборување. Како да се роди ни едно за друго. Така, за колку го се сакаат. Кој? А мој дос со твоја до Ленче. Се сакаат? Се сакаат. Сега, Аџија, твој избор чекам. И ти, Велике, за дарови за од женска страна. Па се знае за да отските в куќата, но вчала си едно, друго, трето, се. Во што прилега на аџиска черка? Испроти вашата куќа. Така, за мене ни кондуристи палети роганли, јали за видело, што високи топуци, што сум трчала толку. Туку за даровите после да зборуваме. Сега речете Ирлија некај. Ирлија. Честито, саќе. Честито. Ленче, врго вам, да чорбаџи Стојко и на господа му нашите куќи се родат. Така, најдомаќинска и најчорбаџинска куќа во градот. Што ќе направиме свадба, ќе се чини цело Куманово. Цели ви рак на ќерко, во све корти. Да си ми жива, ќерко, од мене дар, а од Бога здравје. А късмет ќе најдеш во мојата куќа и късмет ќе додеше. А сега простете ми да се удам да ги здравам во многу. Здравожимо на сите дома, на свеќа цена. Сцена трета. Ленче, вознемирена и тажна, наоѓа утеха во зборовите на Донка. Ленче, сестро, Донке ме свршија, Донке. Ако те сврши лето, не е свршено. Него Бошко, сите играат, само тој се одделил сам. Право вамо гледа. Боже, колку е натажен, налутен. Треба да ја разбрал работата. Ела, Ленче, да видиш само како жално гледа. Не, Донке, ако го погледнам повеќе, ќе рипнам од пенџере. Тој би те дочекал и на раце. Сцена четврта. Донка ја жали Ленче, а возрастните наредуваат да ги викне другарките да прослават и да подигнат атмосферата. И на твоја глава, Донке? Да ти се врати, Донке, оваа радост. Не да ми Боже ваква радост. А ти што си таква, да рече како гемија ти пропаднале? Остави го сега девојчето. Како да го оставам? Видиш каква е? На таа жена треба да е радосна, треба да е весела. Па таа се радува, туку и жали. Не знаеш ти како се жали за моминско време, за оро, за песна, за другачки. За тоа ли е? Ај викнете ги другачките, ај да попеете песна, ај да поиграте оро, ај Донке, викни ги. Сега. Сцена пета. Велика, со мајчинска љубов и грижа, го збирува скршеното срце на Ленче. Мајко, леле, мајко. Молчи ми, чедо, немој така. Ов, мајко, срцето ќе ми препушта. Не, чеко, срцето е потврдо и од дълго и од камен. Доста не плачи, здриши ги солзите, еве ги другачките идат. Ќе те видат, ќе ти се смејат. Ти и така ќе ми се смеат. Ов, мајко, ќе умирам од срам и од жал. Ќе трпиш, чеко, ќе помине тоа се. Ајде, издриши ги солзите.
Сцена 6. Навечер, Бошишковата Мејана е бошко со другарите, тие да заборави, но тие набрзо ќе бидат прекинати. Уплунавај колјо, чифлико, мама не ме дава колјо за тебе. Бошко, синко! Мајко, ти овде во ова време. А ти, синко? И јас остави ме. Како да те оставам да пиеш? Зар парите што си ги спечели за куќата, на пијачка да ги Ќе ги фрлиш? фрлам, зашто ми е куќа, за кого да ја правам? Ќе имаш сопруго, синко. Мајка ќе ме ти најде. Не, мајко, остави ме, оди си. Јас не мрдам без тебе. Оди си кога ти велам. Не ти е срам вака на мајка да се навикуваш. А тебе не ти е срам да ја дојдеш Мајка не сака да знае ни за срам, ни за страв кога треба се од лошатија да избави. Уште малку, мајче, оди си. Уште малку ќе си дојдам, ти се молам, мајче. Арно, синко, мајка ќе ми те чека. Само побрзо чека, зашто ќе поминат саптиите, ќе те заберат вапса. Санко, песна, Санко. Само полека, луѓе, аџијата си легнал, ќе го разбудите, па... А баш да го разбудиме, јас со него сон немам. Па Санко, викнем за мене синко, не знаеш ти маката моја. Знам, че што ми треба, знам. Ојан, куга мој Стопане, што си толку кахарлија? Кахарлија галерија. Море, како да не бидам кахарлија, кахарлија галерија. Долга е таа песна, Јанкога нема ни скршена пара, си ја продава невестата. Долга е жално. А мојата, нозете се. Го разбудите. Што е ова? Каква ова е жиротија? Какви се овие викотници? Пење не е животи, аџија. Пење, во ова време, ноќе речам за спиење, не за пење. Кога човек не може да заспие, Тогаш нека не насипува соб на други. ако него други му го расипале, Ај бе, Сурту, ти мене ќе ми дробиш. Не сум до излего со да ја правам муавет. Само еден збор ќе ти кажам, да се чембол што да веднаш. Ајде. Аџија, за тоа ќе почекав малце. Ќе си одам кога ќе ми да рече. Туку многу си научи ти да заповедуваш. Не ти се плаша тебе секој. А бре, черата, ти забраваш со кого зборуваш, знаеш ли само ако сакав, Сургун ќе те пратов, во Анадол, кај рапите. Знам, аџија, арно стоиш сагите и беговите. Туку и срце арно имаш. Ама мене и чоко не ми трепнува, па ме пратила таа да Анадол. Ако полаш повеќе ќе те стане нешто полошо. Нема ништо полошо веќе од тоа што си го направил, а да си сакал, би ме направил најсреќен. Ај бре, мене ми е гаља за твојата среќа. Кој си ти? Што си ти? Курјак, пијаница. Пијаница, јас пијаница. Туку вистина веќе се сторив пијаница, а кој е крив за тоа? Твојата луда глава. Не твоето карово срце. Ај бре, Ашла, тој ќе го цени моето срце. Аџија, прости во твојата милост, што се меша во муабетот. Не ни е твоето срце од злато или обесценет камен. Ако си се Аџија на Божи гроб оклонил, да накачиш толку на голема. Што заради ти бре, ти хулиш на Господа? Бре. Молчи бре, удав, уште ќе ти ја покачи лихвата. Сцена 7. По одлучувањата во куќата, Ленче, воден од силни чувства, донесува брза и емотивна одлука. Одлучува да бега за Бошко. Ајде на пенџере да ја викнам. Викни ја, викни ја. Ленче, виде, ќе излезе. Зашто ме викаш? Па, така да ти ја честитам со шувачката. Зар ти? Јас, кој друг, ама што момче си одбро, момче и пол досе. Бошко, зар не знаеш што можев јас? Можеше да ме сакаше. Будала јас, мисле, верував дека ме сакаш. Зар уште не ми веруваш, Бошко? Бре, уште миши да те лажам. Зашто не изгледа синоќа? Колку сакам да зборувам со тебе, не ти речеш отредно? Ми рече. И писмо ти пратив некој вчера изутрина си митот ке спасам тоа мочелето? Купив, расечен, среде писмо, го читав и го пасав со солзи. Ами како не солзи, не ми видеш илити? Зашто не изгледа синоќа? Татко, Бошко ме заклучи и вечерва, туку Донка некако иде со куќа. Со како страв стојам, Бошко, ако стане пак. Да ме сакаш мене, не че имаш страфни. Како ти докажам, Бошко? Да Како? те сакам. Бегај за мене. Бегалка, да бидам бегалка. Бегалка ако сакаш да бидеш моја. Сакам, Бошко, туку мајка, татко, таква рана да им отворам. Така, а мојата рана, а мојата болка, слушај Ленче, ако ти изгубам јас не можам да правам, не можам да се Ленче. Ни јас не можам без тебе, Бошко, и мојата рана е без пребода, ќе ти умрам, Бошко. Зашто да умреме кога можеме да живееме заедно, среќни? Ама... Нема веќе ни јама. Ајде. Вака, без ништо? Така, без ништо. Не, Бошко, не, остави ме да помислам. До кога? До утревече. Утре веќе ќе ме сакаш ли повеќе од колку сега? Не може да се сака повеќе од колку се да сакам сега. Ленче, доста веќе само зборови. Ајде, докажи ми. Ајде.
Ајде, вадиме Бошко. Ајде, брзо, Еленче. Целта на микробитот е да поттикне нашата креативност и да ни помогне и да ни овозможи да креираме игри, анимации, различни проекти и пораки. Компонентите на микробитот се 25 LED диоди, 2 копчиња А и Б, USB приклучок и пинови и сензор на движење. Со микробит уредот ние програмираме преку што прво одиме на нашиот пребарувач, тоа може да биде Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, потоа одиме на адресата од MakeCode и го отвораме линкот и ни излага нашата програмна околина. Таму се наоѓа симулаторот и блоковите на кои што ние програмираме. Кога и да правиме проект, ние прво треба да провериме на симулаторот дали е добар проектот и потоа ние го префрљаме проектот на микробит уредот преку USB кабел. Ајде да направиме вежба каде што на микробитот ќе се покажува зборот Маја. Го користиме блокот Forever и блокот Showstring од Basic и пишуваме тука Маја. После го стискаме копчето за play за да може на тие LED диоди да се покаже зборот Маја. Јас би сакал да направам вежба за лјути се човече коцка. Прво го земаме дугмето on shake од input и потоа внатре во on shake ставаме show number од basic и потоа од math земаме pick random number 0 до 10 и потоа го претвораме од 1 до 6 за да ни личи како коцка и кликаме тука on shake и ни дава рандом број од 1 до 6. Бидејќи јас ги сакам природните науки, сега ќе ви покажам една вежба која ќе ga покажува температурата и знакот срце. Од input ќе го изватиме блокот on button A pressed и потоа од basic show number. И од повторно од input блокот temperature. Потоа повторно идеме во input и го ваѓаме блокот on button A press, но ќе го смениме во B. И во Basic ќе го изватиме иконата срце. И сега ќе можеме да видиме дека кога ќе стиснеме на копчето A, ќе ни се покаже температурата, на копчето B, срцето знак.
Јас се викам Анџелка Димитриевска и прошла година, кога работевме во програмскиот јазик Scratch, мене многу ми се допадна и решив да направим игра инспирирана од популарната игра Five Nights at Freddy's. Како што гледате, може и да се мјутне ова што зборува и вратите може да се затвораат и да се упади светлото. И камерата може да се отвора и затвора. Кога учевме ние за програмскиот јазик Scratch и правевме игри со спретовите што се више во играта. И јас од тоа многу се инспирирав и направив игра инспирирана од Five Nights at Freddy's, само со мои спретови и мој карактер. Сега ќе ви ја презентирам мојата игра која што ја направив на Microsoft Make Code. Играта се нарекува Фати го моментот. Во оваа игра не само што учиме програмирање, туку и ја тестираме нашата брза реакција. Прво, микробитот ќе појавува броевите од 1 до 9. Нашата задача е да го притиснеме копчето А, кога ќе се појави бројот 5. Ако се појави знакот за точно, тоа значи дека во точно време сме го притиснали копчето, но ако не, тогаш ќе се појави знакот X, што значи дека не сме успеале. Во оваа игра успешно можеме да ги користиме променливите, условите if, бесконечната forever опција и копчињата на микробит. Во оваа игра не само што учиме програмирање, туку ја тестираме нашата брза реакција. Ајде сега да ви ја презентирам. Прво што правиме во Forever, ставаме да ни се појавуваат броевите од 1 до 9. Потоа го правиме кодот кога ќе го притиснеме на копчето А. Ако притиснеме точно на бројот 5 да ни се појави знакот за точно, но ако не да ни се појави знакот за X. Тоа ќе изгледа вака. Еве, тука јас успешно го допрев на бројот 5 и ми се појави знакот за точно. Ајде сега тоа да го пренесеме на микробитот. Еве, тука ги гледаме бројките како одат од 1 до 9 и сега треба да притиснеме кога ќе дојде 5. Еве го, играта е успешно завршена. А ако притиснеме на друг број, тогаш ќе ни се појави знакот X. Јас сакам да ви покажам како да ја пренесеме изработката од симулаторот во вистинскиот физичкиот уред. Прво во Make Code го влечеме блокот од input, on button A и on button B, потоа од Basic Show Number. Од Basic исто така го влечеме и блокот Show Icon и од Input Temperature. Потоа ова го доwnloadираме и ги спојуваме компонентите. Еве се ја покажува температурата на on button А на on button B срцето. Добар ден, јас сум Виктор. Сега јас ќе ви покажувам еден вебсајт по името MonkeyType. Овој вебсајт е користен за бенчмаркирање на вашите брзини на куцање.
Го пројдов мојот рекорд. 137. Браво! Одлично! Браво! Ќе ви ги покажам кратенките на тастатура без употребување на глувчета. Прво ќе ви го покажам најјасната кратенка, најлесната што може. Windows, на ова дугме ќе стиснеме и ќе се упали Windows. И исто така можеме за се можеви да смениш пасворд, да направиш юзер на такви работи, кликаме Ctrl Alt Delete. И можеме да упалиме Task Manager, че пасворд да се смени Sign Out и Switch User и да се заклучи компјутер. А за да се заклучи компјутерот како тастатура не треба ова да го палите. Можеме само Windows L и се локира. Исто така и за скриншот и за рекорд можеме прво за скриншот Windows Shift S. Бираме како сакаме. И за да се отвори брзо settings можеме да направиме Windows I и можеме тука да наместиме, да побараме нешто. И за други работи можеме за да селектираме, за да можеме да срчаме на Windows Search, можеме Windows Q и тука да пишеме нешто. И има многу други работи, исто заборавив да ви покажам за како да се рекордира Windows Alt Record. И ќе се снима тоа. И за сега за работите не може да се упали игри, ама за да се проверува frames per second можеме само Shift F5. Тука ќе ви излезе physics, такви работи, ќе ви излезе frames колку има на секунда. И можеме за Shift F4 да се провери исто така physics, rule, такви работи. И со F3 можеме исто rule, како се мрда компјутерот и колку херц. И за други кратенки, па можам да ви прикажам за како се влезе во некоја апликација на full screen, без само можеме F11 и F. Денеска ќе ве објаснам како инсталирате Linux. Linux се дели на повеќе дистро, сега го инсталирав дистрото Arch. За да инсталирате Linux треба да влезете во archlinux.org. Кога ќе влезете во тоа треба да најдете, идете во download и потоа кога идете во download ќе идете malo подоле да најдете има 4 верзии за целиот свет. Ја го инсталирав со infania.net. Linux најчесто се користи за сервери, но исто има и за десктоп. Се користи за десктоп. Linux го доминира со серверите околу 90%, а за десктоп околу 12%. Тоа е open source, значи може било кој да го земе кодот и да го смени. Затоа има повеќе дистрос, има Ubuntu, најпознато е Ubuntu, тоа е директно слично како Windows. Разликата помеѓу Windows е дека Arch може да инсталирате што сакате, а мало е потешко од нормално од Windows. Ја учим во курс по информатика више 3 години и сега сум до програмерскиот јазик JavaScript. И ова е проект што правив за некој хакатон за програмирање во мојот курс и сега ќе ви го презентирам. Темава е за мотивација и надеж. И овде ти дава секој ден
нови quotes например од Дейвид Гогинс, од други луѓе. И овде има about и ова е све што го опишува мојот вебсайт. Се вика Motivice. И овде support, например, можете да напишете ако има проблем на некој вебсайт и треба да и после ќе го поправиме. И овде има страница за личности кои ти даваат највеќе мотивација. Например, Мартин Лутер Кинг Џуниор, Тони Робинс и Лес Браун. Еве за Therapy Recommendations. И, например, овде за доктор Лиора Ванс, за Self-Esteem, за доктор Киан Роверс, за живот и Мира Торн за позитивни мисли. Добар ден, јас сум Михаела Бачева и денеска ќе ви покажам како можеме да направиме една анимација во Scratch. Scratch е програма, бесплатна платформа за програмирање со која можеме да правиме игри и анимации. Јас ќе направам еден аквариум во Scratch. На другите две риби ги менуваме изгледите. Сега ставаме една морска звезда. Ја ставаме на големина 80. За рибите секогаш се повторуваат истите блокови. Поставаме forever за секогаш да се повторува истото. Ставаме за да се движат лево-десно. Сега го правиме истото и за другите две риби. Сега за морската звезда го ставаме истото кога ќе го кликнеме зеленото знаме. Секогаш да се повторува истото. Го менуваме костимот во морска звезда А. X е 194, а Y е минус 117. Ова е 191, ова минус 31. Го менуваме на Starfish B. X е 194 и минус 117. Ставаме звук Bubbles. Јас учествував во International STEM Олимпијад, каде што успев да добијам сертификат за бронзен медал. Ова искуство беше многу убаво за мене, затоа што научив многу работи и тоа беше мотивација за мене да дознам повеќе работи, повеќе да учам. Јас сум Анџелка Димитриевска, ученичка во 7-мо одделение. Јас учествував во Интернационален STEM Олимпијад, каде што учевме да кодираме. Ја учествував на две надпревари од STEM Lab, еден од компјутерска наука и еден со код Mentum. На двете турнири добив златен медал. Добив honorable mention на интернационалниот надпревар на STEM. Јас учествував во интернационалниот STEM Coding Олимпијад, каде што имав можност да ги покажам моите знаења и вештини. Најмногу сум горд што имав што можев да освојам награда од 100 евра. Овој надпревар ми доведе до желба да учествувам и напредувам во повеќе надпревари. Учествував во интернационален STEM Coding Олимпијада и учевме за кодирање, логичко размислување и работење со часови на повеќе вежби.
сертификатот позади. Јас сум Матеја Сторевска, имам 13 години и учам во основното училиште Ририја. Јас овој цртеж представува катедралата на Свети Павле. Јас ја цртам во техниката акварел, која што исто така е многу прекрасна техника. Јас почнав уметноста да ја сакам уште од многу мали години и од 6 одделение почнав да одам на курсеви по ликовно кај наставничката Габриела во француската Алијанца. Јас најмногу од се сакам да цртам архитектура и кога ќе пораснам многу сакам да станам архитект. Како што кажав, од многу мали години сакам да цртам. Па имам учествувано во повеќе надпревари. Како што пример тука имам освоено диплома во Ротари клуб Верес. Или тука имам освоено по фалница, а овие две дипломи ми се од ликовниот курс по ликовно од француската Алијанса што ни ги додели. Јас сум Миријана Савич. Учам во основното училиште Лирија и сум 7 одделение. Јас многу сакам да користам техниката сенчење и највише сакам да цртам портрети на луѓе. Сега ја цртам познатата пеечка Ариана Гранде. Исто така, јас од 5-то одделение одам на курс по ликовно. А сега ќе ви ги представам некои од моите дипломи. Прво, јас имам освоена членска картичка за уметници. Имам добиено диплома од Ротари клуб Верес, диплома од курсот каде што одам на ликовно, благодарница, штедна диплома, признание за ликовен конкурс, благодарница исто од курсот каде што одам.
Java